Благодарам, господине Джафери. Јас имам две прашања за председателот на владата на Република Македонија, господинот Заев. Првото прашање е дали може да не објасните каде ги запознавте и кои се нивните квалификации, стручни, академски и по однос на работно искуство, господинот Александар Ружин и господинот Љупчо Зафировски. Ваши советници, првиот господинот Александар Ружин, дипломатски советник за економска, културна и социјална соработка со Белгија, Холандија, Луксембург и Франција, многу битно во овој период на очекување на одлука за датум за преговори. И вториот советник за кого што не можевме речиси ништо да пронајдеме, ниту на Google, ниту на интернет, ниту на Facebook, ниту по било кои други портали кои што даваат некакви академски референци, господинот Љупчо Зафировски, кој што е советник за олеснување на процесот за пристапување кон ЕУ. Првиот советник, господинот Александар Ружин, добива месечен надомес од 50.000 денари. Вториот советник, господинот Љупчо Зафировски, непознат за нашата јавност, но веројатно добро го познавате вие, добива месечен хонорар од 75.000 денари. Колку често се гледате со нив, какви извештаи ви доставуваат, која е динамиката на работа, може ли да споделите некои од тие извештаи со нас, да знаеме со кои делегации се сретнале, каде лобирале, што постигнале и како ги оправдуваат овие високи месечни плати кои што се плаќаат од државниот буџет и од даноците на граѓаните. Второто прашање е поврзано со една ваша изјава тука од оваа говорница на 2 јули 2018 година. Ќе ве потсетам на вашата изјава. Гласи вака: скрининг процесот ЕУ го почнува на 17 јули 2018 година овде во Македонија. Тоа е доказ дека Македонија доби датум за преговори. Тоа е доказ дека Европскиот совет никогаш повеќе нема да се навраќа на Македонија да утврдува датум за преговори. Овие два аргументи се сериозна потврда дека Република Македонија доби датум за почеток на преговори. И треба сите да се израдуваме заради тоа што конечно добивме датум. Изјава на Зоран Заев од 2 јули 2018 година. Моето прашање е: дали, за да ја кажете оваа изјава пред пратениците и македонските граѓани, дали може би некој вас ве излажа дека сме добиле датум, дали тоа била господјата Меркел, господинот Макрон или може би господинот Руте од Холандија, или дали може би вашите соработници Буер Османи и Никола Димитров ве изманипулирале дека сме добиле датум во 2018 година и дека Европскиот совет, според вашите зборови, никогаш повеќе нема да се навраќа на Република Македонија за да утврди датум за преговори. Или, може би, вие, свесно или несвесно, ја излажавте македонската јавност дека 2018 година Европскиот совет донел одлука Македонија да добие датум за преговори. Благодарам многу. Ви благодарам и вам. Има збор